Ке паѓаат уште глави од картелот од Грчец и нивни соработници. Голем број пораки и материјали од комуникацијата на енкриптираната апликација Sky ќе ги открива сите кои се вмешани во бизнисот на подземјето. Панче Тошковски, министерот за внатрешни работи, вели дека истрагата може да открие организиран криминал и висока корупција по примерот на двајцата пензионирани инспектори за имотни деликти, кои им оддавале службени тајни и алармирале групата Дукјанџик за акциите и апсењата кои ги планира полицијата скоро година и пол. Овој случај е поврзан со двајца полициски службеници во периодот кога ги сториле кривичните дела за кои што се теретат, кои што денеска не се повеќе полициски службеници, но во рамки на информациите кои што ги имам, станува збор за огромен број на докази поврзани со конкретни кривични. Предпоставувам дека во иднина ќе следат поголем број на случаи кои што се поврзани со доказниот материјал обезбеден од страна на Sky апликација. Останува можноста и други полицајци да се вмешани во протекувањето на службени тајни од МВР. Двајцата инспектори кои работеле за групата од подземјето успеале да заташкаат дури 5 предмети, меѓу кои и акцијата Планина, во која главните од групата Дукјанџик од Грчец заедно со шефот Шевал Муареми им избегаа на органите на прогонот. Протекувале детали од истрагите за убиства од 2020 и 2021 година, а се служеле и со закани жртвите да менуваат искази пред инспекторите. За одадените тајни, полицајците биле дебело наградувани со станови, коли и кеш кои не може да се дозволат со плата на полицаец. Уапсените кои паднаа сега, но и во претходната акција на полицијата, комуницирале на енкриптираната Sky апликација, преку која паѓале договори за набавка и пренесување на кокаин од Јужна Америка преку Европската унија до Македонија. Додека мрежата на Муареми се отплеткува, тој засега е само сомничен, бидејќи е во бегство и се наоѓа во Дубај. Во јули годинава беше поднесено обвинение за 5 од групата Дукјанџик од Грчец, кои се товарат за шверц и продажба на кокаин.